Да се вратам на македонските состојби. Оваа недела, колку што можев да забележам, најмногу од се расправаше за рейтинзите. Значи, во светот војни, луѓе гинат, кај нас рейтинзи, дали се реални, дали се нереални, дали се наместени, за колку се наместени, па ако ги изанализирате рейтинзите, гледате дека бројките што ги објавуваат и самите агенции или сајтови или телевизии или партии кои што ги објавуваат, гледате дека кога ги соберете процентите, ни самите проценти не им се до 100. Оти ако објавувате процент, тоа е проста математичка операција, тоа значи дека објавувате 1 од 100. Па ако речете дека некој има 10% поддршка, тоа значи дека има 10 од 100. Не може да бидат 10 од 93 и така натаму. Но такви грешки во брзање и штимање на тие проценти се прават. И тоа се отвори една голема дебата во општеството, кој има каков рейтинг, дали има таче рейтинг, дали има мицко рейтинг, дали е тоа добро, дали е лошо, дали го местеле, дали е ова левичарска, дали е ова десничарска агенција, овој од кој е платен, он од кој е платен. Па дури вчера во рейтинзите се замеша и председателот на државата. Тоа за мене е една исклучително невообичаена ситуација, да, нели, со такви тривиални работи се занимава председателот. Ја не велам дека рейтинзите се нешто што треба да го оспориме, туку зборувам дека председател на држава би требал да се занимава со посериозни работи. Меѓутоа се разговорува очигледно политичката борба. Можеби и господинот Пендаровски на овој начин сака да биде во жижата на интерес. Гледаме дека прави некои напори, можеби да дојде до втор мандат. Но ако се земе каков му беше првиот мандат, и ако Иванов нели го нарекува фикус, тогаш Пендаровски како филодендрон, можеме да кажеме дека не се баш многу значајни овие наши председатели во се она што го работат, а уживаат привилегии од невидени размери. Дури мене ако ме прашувате, јас би предложил реформа на политичкиот систем и би ја укинал, сосема би ја укинал позицијата председател на држава. На Македонија не и треба председател на држава. Парламентот избира влада, а парламентот се избира на непосредни отворени избори, така што мислам дека е сосема доволно да имаме такво политичко уредување или евентуално да нема општи председателски избори, бидејќи е нелогично да гласате на избори и за председател и за влада. Веќе кога имате парламент кој што може да се уреди со какво мнозинство, би можел во парламентот да го избира председателот и председателот да има церемонијална улога, да пречекува странски гости и така натаму. Не вака да се губи во политичките шумови, дискусии, расправи и да коментира дали Мицковски има ваков или онаков рейтинг. Немој да ме сватите погрешно, нити го бранам Мицковски, нити пак имам намера како во минатото во иднина такво нешто да направам. Јас сум само во еден обид објективно да изанализирам дека какафонијата, она што го гледаме во нашата политичка реалност е другата крајност од она што го гледаме во светот. Ако таму војни се случуваат, ако гинат луѓе, овдека ние имаме еден Монти Пајтоновски, како да кажам, една сцена во која што оние кои што живеат на грбот на народот, кои што живеат многу убаво и со многу привилегии, нити знаат што прават, нити зашто прават, што означува нивното место, не го исполнуваат со одредена тежина, со одреден интелектуален капацитет, габарит, ако сакате, и со тоа што ќе се појавуваат во јавноста на вас, на нас, на мене, да ни дадат едно чувство на сигурност, да ни дадат едно чувство на заангажираност, дека тоа што го прават, кое што сме го платиле, преплатиле со зголемувањата на платите, знаете, зборувам често во емисиите. Значи да ни дадат едно чувство дека ајде ако сме ги платиле по 3, 4, 5 илјади евра и сме им дале привилегии како да се од кралски семејства, барем дека нешто прават за нас.